На денешната 16-та поред седница на сегашниот состав на Тетовскиот совет на дневен ред се најдоа 18 точки и една дополнителна. Советниците расправаа за детални урбанистички планови, со кои се предвидува рушење на бесправно изградени објекти, стратешки план за локален економски развој, за формирање социјален совет и слично. Едната точка е предлог од одлука за спроведување на детален урбанистички план за делови од БУ 34, 52 и 37, каде е предвидено да се отстранат сите објекти изградени без дозвола и да се ослободат узурпираните простори. Но тие места врз основа на урбанистичкиот план е предвидено да се изгради парк и зелена површина за спортски активности и рекреација. Исто така донесено е решение за промена на комплетирање на правилникот кај јавниот предпријатие паркингу по кој што досега имало 3 правилници и од денеска ќе има само еден правилник. Значи кога ќе се гласи на советот на предпријатието кое ќе стапи во сила по одобрувањето. Се одобрува стратешкиот план за локален економски развој на општина Тетово за периодот 2023 година до 2027 година, која опфаќа основата на дејствувањето на општина за следните 4 години, која е направена врз основа на различни анкети реализирани со советниците, општинската администрација, приватните трговски друштва, невладините организации и така натаму, извините. Главните цели на овој план се главните теми главните работи кои треба да ги прави општината е унапредување на просторното планирање и инфраструктура, заштита на животна средина и природа, унапредување на економскиот развој, туризмот и земјоделството, поддршка и развој на образование, култура, спортот, унапредување на социјалниот развој и вклучување на ранливите категории. Од советничката група на ДУ излегоа со реакција за точката со која се предвидува поголеми ингеренции во паркирањето во Тетово, која потоа беше тргната од дневен ред за да се доработи. Тие се и против промената на висината на општинските такси. Општината се обидува да ги зголеми ингеренциите на општинското јавно предпријатие паркинг во однос на отстранување на возилата од подрачјата надвор од зонските паркинзи. Тоа е надлежност на полицијата и со овој чин сметаме дека градоначалникот во недостиг на визија за решавање на сообраќајниот хаос со вакви начини на изнуда на граѓаните преку возилото пајак, како народот го нарекува, со вакви начини, значи, за да ги услови граѓаните во различни делови на градот. Единствена причина зошто тоа се прави е изнуда на граѓаните, при што придобивките од овој чин ќе одат во джепот на роднините на председателот на општината, кои се собственици на фирмите кои добијаат тендерот за оваа проблематика. Доаѓањето на нашите иселеници е главната причина поради која градоначалникот на општината се обидува на ваков чекор да ја наполни касата преку казните што ќе ги изрече на иселениците. Реагиравме и за промената на висината на општинските такси. Сите сме свесни дека со доаѓањето на Билјалка Сами на чело на општината Тетово поскапија фактурите за вода, за канализација и за отпад. Но поскапуваат и општинските давачки. Седницата траеше со часови.